Може. Почитувани дами и господа, почитувани македонци, од името на Обединети македонци за Европа и од мое лично име сакам да ве поздравам и да ви посакам добро расположение на оваа манифестација која организира заедницата од Чешка со чело на господинот Димитрije Кирјаковски. Со голямо задоволство доаѓам во вашава втора татковина да видам со вас, меѓу вас да ги разподелиме сите добри моменти кои што ќе останат за секогаш во сеќавање како народ, сродност и како македонци. Денес, кога се наоѓаме во убавиот град Оломоот, Чешка, сакаме да испратиме убава порака на сите наши сонародници во Македонија и пошироко во светот, дека сме загрижени и работиме за наша Македонија да биде целосна, онака како што Господ ќе одредил, а не како што некој сака да ја снема од географската карта. Да не одземам многу време, пошто и така ни е кратко времето, би сакала да го слушнам вашиот глас, вашите иницијативи кои ќе бидат произнесени преку нашите јавни гласови. Првата тема дискусија, која на сите македонци не става во заблуда, е темата долгиот пат кој ни го тресира Европа скоро 20 години, како не одведува и до каде ќе стигнеме. Му даваме збор на господинот Гоце Мирчевски. Драги пријатели, јас сум малку ипак остар човек и ги следам сите настани од 50-тите години па дури денес. Целата грешка се влечи за таа наша Македонија уште од 1945 година, кога стана оно слободно парче, што би рекол Фидел Кастро, La Liberté, la Territoria de Macedonија, не успеа да го постави, она го поставила тоа прашање, али нашите соборци од бивша Југославија не ни подадоа братска рака. Оние во суштина не поробија. Како е возможно, ако не беше тоа вистина, да дечињата кои завршија школа во Република Македонија да не знаат кој е Филип и Александар Македонски, да не знаат кој е цар Самоил и кој е Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули, Никола Карев, Ѓорче Петров, Ѓорги Сугарев. Тие луѓе како да паднале од месечинава. Јас од 13 години живеам во оваа држава со мали прекини, што сум работел 10 години со градежното предпријатие Пелагонија, за Република Македонија сум работел секогаш. И сега, кога дојде тој момент, што било, тоа не го забораваме во една прилика, сакам да истакнам. Али кога веќе се создаде она самостојна Република Македонија, одма се уште од почетокот утнаа работите и не функционираше по представите на АСНОМ и на старите илинденци. Цела тежина се испарли врз простата раја на Република Македонија, за поробените делови во Пирин и во Егеј не зборувам. Тамо си е дадено од
тие полуфашистички режими, така да ги наречеме, оние така во суштина функционираат спрема македонците, спрема делови од македонскиот народ. Иако сакаат да ни се прават пријатели на некаков начин. Самата поднесена молба за член на Обединетите нации да стане таа Република Македонија, кога пристапи да ја обесат срамотната и понижувачка таблица ФИРОМ, а преку тоа што сите знаеа дека таа република е еден од основателите на Организацијата на Обединетите нации, која има за цел, или така постоje напишано, да ги брани народите и да ги прими онака како што се пријавува. Кој му дозволи да го менуваат името на Република Македонија? Дали било тоа Америка, Англија, Франција, Германија или Русија, таму што седат и мижуркаат во безбедносниот орган, така наречен на Обединетите нации. И кога дојде редот да станиме, да се придружиме кон така наречената, јас ја кажувам, фамозна Европска унија, зашто она не респектира никакви принципијални права на нациите, а посебно на македонците. Една гомерска, со извинение, Грција, која нема ништо допринесено за светскиот прогрес, ја слушаат и ја подржуваат. Преку тоа што таа фамозна Европска унија создаде правна комисија начело со прочуениот правник Бадентер, французи, кој јасно изјави, зашто прашањето стоеше кој од бившите југословенски републики, од републиките на бивша Југославија, исполнуваат условите за да станат членови на Европската унија и да делуваат самостојателно како држави. Човекот јасно и прецизно си се изнесе дека тие услови ги исполнуваат само две републики од бивша Југославија. Тоа е Република Македонија и Република Словенија. И овие мајмуни собрани од некоја збирштина, не знам, на некој отпад, кој сакат да не презентираат на образовани луѓе и божем заштитници на човекови права и самостојателност, се исплашија од констатацијата на Бадентер. И одма изгласа дека Македонија не може, а Словенија можела да влези. Одма встапи во дискусија. Никаде не го оправда тој начин на постапување спрема Република Македонија и си измислија лаги дека Република Македонија ја загрозува гомерска Грција, која е окупатор на дел од Македонија, и дека треба да се расправа за кого, со кого јас ќе се расправам како Мирчевски Гоче, дали ќе се викам Петре или Павле. Тоа останува само во моја надлежност. А истото требаше тој став да го земи Република Македонија. НАТО и Европската унија, тие се империалистички здруженија. Тие и до ден денес отвараат кога ќе им текни преку ноќ, али кон послабите војни и војуваат, убиваат и бесат. Зошто?
Ние не сакаме да убиваме. Доста ни беше убивањето наше со столетија. Дали то бил турчин, грк, бугарин, или германец, или усташовец, или србин, четник. Извинам, господин Гречевски, тоа е дел од втората дискусија за народни. Да. Тие сите идат заедно. Јас како лице, ако стане Република Македонија, ани прво би требало да го постави прашањето обединување на Македонија, да падне колонијалистичкиот јарем кој владее во Пирин и во Егеј, и деломично и во Албанија. После можеме да говориме дали ќе станеме членови на Европската Унија, али на равноправен начин, без некои ултимата кои ни се диктираат од надвор. Што е тоа? Каков прогрес е тоа на 21. век? Ние со паѓањето на така наречениот комунистички лагер, оно се изгуби во едно таа рамнотежа што владееше, али се напревавме за по-јасен диалог меѓу сите прогресивни сили. Не зборам за фашистите од Атина и од Софија. Ако тоа така не е, нема ние што да бараме во таа Европска Унија. А НАТО е продолжена рака на Вашингтон. А Вашингтон шо кроje, какви планови, тоа го знаеме. Тоа го знаеме и сега ќе дојдам ние од тој влез во таа Европска Унија и НАТО нема ништо да добиеме, само ќе станеме робови и орудие на топовите на НАТО и на Америка. Како што досега и тоа некако функционира. Извинам, првата и втората точка, добиваме кој. Тоа е и втората, сега ја фатим. Кој сата? Јас ќе преминам на третата точка. Не, одиме след прво после. Добро. Благодарам на дискусијата. Даваме сега спорт на господин Николаевски. Поздрав до сите македонци во светот. Од името на Обединените македонци за Европа сакам да дадам на знаење дека овој пат што Европа и НАТО ни го трасира не води совсема погрешно и не заведува во погрешен сокак. За да молчиме, да не окажуваме она што сме го пателе и што сме го доживееле. Јас во овие 20 години ќе се надоврзам за ова трасирање. Јасно и гласно беше дека кои беа држави во Првата светска војна во Македонија. На кого се гробови ископани во Македонија? Дали овие големи сили тоа не го знаат, она денеска што ни го напомнуваат и што ни го прават, да ние, како кучето со коската, не лажи, само да молчиме, а болката да не кажуваме. Значи, во овој случај, тие валкани раце, што се извалкаа Германија, Франција, Англија, сега доаѓа да ние му ги чистиме и тоа ние тоа да го обработуваме и ние тоа да го исплаќаме. Значи, во случајот, тој пат е горчив за Македонија и македонскиот народ, затоа давам на знаење да сепак свесно го размислиме и нашите политичари, и ние македонците кои веќе сме државјани на таа држава, да радиме се од себе за тоа да помогнеме да некако тоа го направиме во корист на Република Македонија. Ова што
овој пат што го трасира, тие лаги што наметнуваа веќе, да речам, последните 60 години, тие беа лаги навистина измислени, затоа што не можејќи милиони студенти да го кажат она што во тогаш изучувале, лажливо, со лажлива историја, со све она што е против Македонија и околу Македонија, затоа што Македонија не е само Македонија зафатена е Тракија, Епирус, има многу држави кои се тука зафатени, а тие држави веќе не постојат. Значи, ги избришаа скоро од таа географска карта. И целта, барем по моје, е тоа и ова лажење долгорочно, така мене ми изгледа дека сака некој нас да не избриши од таа географска карта, од тоа, да речам, Божјо место. Но сепак, со името на Господ, дека ќе постоиме, сме постојале, ќе постоиме и ќе му докажеме не само на грците, ќе му докажеме и на германците, и на французите, и на енглезите. За жал, оние што паднаа таму, ускакуваа костите, али не може ништо да кажат повеќе него оние што го прават се. Тие мртви паднаа, а не знаат зашто. На терање кој. Што пред спомнавте вие дека со влезот на Грција, тоа точно се сложувам јас, кога веќе беше направено во 80 година монтажата на Европа. Која ова е монтажна Европа, не е стабилна Европа која ќе постои 1000 години. Ова е направена Европа со стаклени нозе. И овие нозе ќе пукнат, пукаве, ќе почнат да пукат и мислам дека вистината тука е, гледам вистината за Македонија, која ќе биде и тука го гледам обединувањето на Македонија на Балкан. Тој пат, реков, горчлив, но сепак, како што рекле старите, на кој гроб го копа, тој го гроб паѓа. И се надевам дека тоа ќе биде на нашите душмани, сепак дека Македонија ќе се биде она што се биде. Благодарам за ово прашање. Благодарам. Господин Жогоровски, сега отиде на третата точка. Предавниците биле и ќе останат цело дека не направиме закон со голема одговорност, која што ќе им биде произречена со немилост. Даваме збор на господин Мирчевски. Јас пак ќе почнам некаде. Почетокот е крив. Крив со излезот на Киро Григоров и Црвенковски, кои не создадоа законодавна власт да ја брана таа слободна територија на македонецот кој сонувал одамна за слобода и независност. Кога бандитот по име Али Ахмети седи во македонскиот парламент во 2001 година, уште беше амбасадор на Америка господинот Робертсон, и Али Ахмети диктираше услови под кој ќе разговара со македонската влада. Овој мъж, американец стана, ние со бандити нема да разговараме. И за во текот на 5-6 дена човекот го смена, а тога председател беше Борис Трајковски. И што извика, што испекоа со новиот амбасадор, кога веќе требаше да пукне јаболкото во Арачиново, кај беа собрани сите бандити, ако можам да кажам, таа акција од армијата на Република Македонија беше прецизно приготвена да се фрли све на воздух.
по дјавол нека иде и балисти и сите што беа собрани тамо. Али морам да кажам, за жалостна е ситуацијата, дека меѓу тие бандити имаше 16 инструктори воени на американската армија и затоа Борис Трајковски ја свика опашката, нека му биде лека земјата на овој свет, нека одмара, али тој тука изврши голем злостор спрема Република Македонија и спрема македонскиот народ. Испратија, уште чудото да биде поголемо, испратија 3-4 автобуси, ги наложија и бандитите со све оружје, не да разоружени да ги постават во автобусите, со све оружје тргнале во некој непознат правец. И како сака, кога му викаше професорот овој Блаже Ристовски на Григоров, дај држава може да се гради само на основа на национална програма, како што направи Хрватска и други. Тој се правеше на удрен. Дури тогај, 96 година уште. Партијата МАК пронајде некој документ дека Букурешкиот договор требаше да важи само 75 години. И после требаше робството да се укине и сите тие поробителски армии и полиција да се повлечат во Софија и во Атина и Македонија да се обедини. Знаете што одговори Брисел? Рече, вие сте само партија, рече. Вие имате република, рече, имате и влада. Само владата може да поднесе такво прашање. А тоа беа баш изборите, кога викаше Киро Григоров, ние имаме само Македонија, друго ништо немаме. И кај сме сега, 20 години таа република тапчи на место, блокирана од една никаква Атина и Софија, која диктира секакви абсурдности. И он, човекот, се јасно искажа дека ако не пристапевме на ултиматата што ги ставаше Европската унија, Организацијата на Обединетите нации и НАТО, да разговараме со Гркот за името, ќе ни објавија санкции. Како е тоа можно во таа демократија фамозна западна која оние ја рекламира, може нешто такво да постое? Јас би замолил да ме дополните ако нешто сум забравил. А тоа за Георгиевски уште да додадам. Јас молам да објаснат на простата раја како може бандитот, агент на Софискиот двор Љупшо Георгиевски да се шета из Македонијава и да си основа нова партија. Напред завршиме. Извинете, мораме да завршиме.